дечки, како сте? Јас сум Стефан, добро дојдовте назад на мојот YouTube канал. Денес, како што можете да видите по насловот на овој видео, ќе реагираме на песните за Евровизија за Македонија. Има 6 песни. Ќе реагираме во редослед на кој што ги имаше на телевизија. Па да не одговлекувам многу со најавата на овој видео, не заборавте да оставите лайк и доколку се уште не се претплатите на мојот YouTube канал, направете го тоа со кликање на subscribe копчето доле, линковите од сите песни ги имате доле во дескрипција и ајде да почнеме. Прва на листата ни е Flying to Berlin од Reese Flower. Многу е смирена некаква песна, мислам ми треба поголем билдап. Видеава некако сите ми се кринж, бидејќи снимени се сигурно пред емитување на емисијата. Бидејќи беше конкурс, нема време да снимаат спотови, но барем ќе ги видиме какви се природни, не се такви цели нашминкани за снимање на спот. Приметив дека сите песни се на англиски, нема ни една македонска. Тоа мислам дека ќе биде минус, бидејќи луѓето на Евровизија ги ценат тие држави што го користат својот јазик и избегнуваат да користат англиски, што се Србија на пример. Следна на листата Кали или Калина Велковска, незината песна се вика Love and Light. Ова е најкратка песна од сите песни што ги имаме тука на листава, па ајде да слушнеме. Има голем потенцијал песнава за стейджинг, па ако победи ќе видиме како ќе биде стейджингот. Замислам како се темно, од озгора да светат. Наредна на листата Лара Иванова, песната се вика Flower of Sorrow. Оваа песна ми се допадна уште на прво слушање, но единствена мана што ќе им најдам на сите песни освен на последната е што се балади. Нешто треба со повеќе темпо. Ајде да слушнеме песнава. Супер беше рефренот, имаше баланс до билдапот, бриджот и сега рефренот супер. Нареден на листата Yon ID, песната се вика Dreams и ајде да слушаме песната. I might just forget about you. My head's been caught up in the useless. My head's been thinking about you. Многу има you. Зашто има толку ю? Неколку држави во претходни години пробале да пратат нешто слично, но не им успева. Едноставно евровизиската публика и обичната публика не се совпаѓаат. На Евровизија се бара текст, се бара песна, се бара добар стейджинг, каде што обичните песни може мелодијата да се допаѓа, може само текстот да се допаѓа, но Евровизија е пакет од сите тие работи. Наредна на листата е Андреа, незината песна се вика Circles. Кога првпат ја слушнав песната, ми се допадна веднаш Circles и Flower of Sorrow, па ајде да слушнеме повторно. Супер рефрен. Не знам зошто, но некако највеќе relatable ми е оваа песна. И последен на листата Виктор Апостоловски, песната се вика Superman. Едноставно само него го знам, за другите првпат слушам, него го знам од македонски идол, потоа TikTok највеќе и ваму таму го имам видено како пее. Песнава, кога ја слушнав првпат, интересна е, апбит, не е баладат, што ми се допаѓа, но некако ја сметам како трол песна, не знам зошто. Ајде да слушнеме. Песнава е инстант TikTok хит, дефинитивно. Ми се допаѓа харизмата на Виктор, многу забавен човек. Па тоа се сите песни. Сега треба да одиме да гласаме, линкот од сите песни го имате доле во дескрипција, исто така и линкот за гласање ќе го имате доле во дескрипција. Мислам дека веќе знаете за кого ќе гласам. За Андреа. Со среќа, се надам дека ќе победиш, ти имаш најдобра песна, според мене. Слободно можете да си гласате за кого сакате, но некако песната на Андреа ми е најдобра, има нај-Eurovision feel, потенцијал има голем за стейджингот, што моментално немам замисла никаква, но има тимко работи на тоа. Ајде да гласаме, селектираме Андреа, Circles и гласај. Па, тоа е тоа за видео, сам дека ви се допадна, ако ви се допадна не заборавате да ставите лайк, да споделите видео со вашите пријатели, коментирате доле кој е ваш фаворит, гласајте и најдобриот нека победи. И се гледаме во некој наредно видео. Чао!